1288 пензионери во државата го уриваат рекордот на високи пензии. Сите тие примаат пензија од 39.300 па се до плафонот од 52.500 денари, велат податоци по последното зголемување на пензиите. За наши услови овие пензии бодат очи и нерасположение кај добар дел од другите пензионери и граѓани, зашто турбулентните времења зад нас и илјадници некогашни работници како пензионери ги доведоа до минимални пензии. Една од причините поради која граѓаните кои исполнуваат условите за одење во пензија имаат мали пензии е што во периодот кога работеле имале релативно ниски плати поради ситуацијата во републиката. А друга причина е што во периодот на транзицијата кај многу граѓани што требаше да одат во пензија се утврди фактот дека не им е плаќан целиот работен стаж. Дека пензиите воглавно секогаш се мали и недоволни, исто така е познато, но дали државата кон нив треба да погледне барем со едно око и да овозможи социјални пакети барем по неколку пати во годината. Па едно време исплаќале. Би требало, шом сите земјате да земат пензионерите. Бидејќи ова кај нас практично не се случува, освен другите, пензионерите имаат уште една хронична болка. Зошто разликата во пензии да биде толку голема? Некој работил многу години, многу стаж, после толку години добил пензија. Некој со помалку стаж, ама некаде треба приближно, пошто сега оваа состојба, треба да се даде на секој да има еден среден живот. Среден. Не среден, него да има малку од малку да мине. Причина за ваквиот став имаат десетици илјади, бидејќи над 76.000 лица добиваат пензии кои се помали од просечната. Впрочем, еве како изгледаат пензиите по нивното последно зголемување. Во државата вкупно има 322.149 пензионери. Семејни пензии имат 75.303 лица и таа изнесува 12.337 денари. Инвалидска пензија користат 33.865 лица и таа изнесува просечни 13.858 денари. Старосна пензија добиваат 212.981 пензионер и тоа во висина од просечни 16.539 денари. Земјоделците имаат просечни 7.970 денари, а воените пензионери 22.513 денари. Сите овие пензии на едно место го даваат скромниот просек од 15.298 денари, кој сепак, за волја на вистината, е многу подобар од пензиите во многу земји од соседството, па дури и за такви кои се во Европската Унија.